Одлуката мислам дека е донесена уште во текот на формирањето на владината коалиција. Ние сме традиционално парламентарна коалиција и постојано чекат кој е соодветен момент за да може да имат самостоен настап. Ние сме коалиција, поддржуваме владата и сме мнозинство. Одговорот е за да имат поголема видливост. Затоа што помалите партии наводно биле претопени во поголемите партии, нема доволно видливост. Јас го разбирам тоа. Тоа е право на секој пратеник од коалицијата, па така и на секоја политичка партија. Знаете дека и втората поголемина партија во нашата коалиција Можеме, Беса, и таа размислува, има 4 пратеници, па сакат пратеничка група, нивно право е. Добро, но сега Важно, конкретното време за кој па само вака, нивно право е, тие можат да одлучат секако да истапа, да формираат посебна пратеничка група и така да продолжиме коалиционо да делуваме. Секако организацијата во парламентот е на секој, еве ЛДП има 20 пратеници, сакат самостојно да настапуваат, не како дел од целокупната пратеничка група, ама дека не е соодветно времето сега, не е соодветно времето. Односно, секако во вакви околности, кога опозицијата тврди дека може да формира мнозинство, а власта тврди дека тоа апсолутно не е возможно, ваквиот исчекор од страна на ЛДП апсолутно е испраќање нејасна порака која што е повредување на коалициониот или заедничкиот настап. Односно, дава причини и на вас, новинарите, медиумите, како и на нашиот народ, да се запраша, дали е тоа така или не. Јас тврдам дека имаме одлична соработка. Јас тврдам дека воопшто не е потребно тоа токму сега да го направат. Можело да се почека 15 дена, месец дена, кога ваквата актуелност на темата ќе помине, но сепак ЛДП е друга политичка партија, те си имат своји органи и тела на одлучување, како одлучили или не. Јас синоќ ја искомуницирав преку генералниот секретар на СДСМ дека ова го сметам за удар врз СДСМ. Зошто? Заради тоа што не е вистинско временски одмерено. Тоа да се случи иначе е целосно нивно право и тоа го почитувам, нема што. Сепак одлучија така да постапат, респект, почит за секој посебен политички субјект, но дефинитивно еве причина денеска јас да одговарам на прашањата зошто ова вака, дали е точно, дали парламентарното мнозинство постои или не. Јас верувам дека постои парламентарното мнозинство и дека во многу брзо време ќе го докажеме, ако не и повеќе од тоа што го имаме, односно повеќе од 62.